Нашата тазе влада, изгласана без опозицијата, се заканува да му зададе смртен удар на договорот од Пржино. Но тоа не го спречува шефот на нашата дипломатија, Никола Поповски, низ Брисел да раскажува убави приказни, кои инспирираа една македонска телевизија која заклучи дека Македонија сега се наоѓа на вистинскиот пат за излез од кризата. Нивниот заклучок беше природен, бидејќи Поповски, откако се сретна со Јоханес Хан, еве што ни кажа. Имаше повеќе чекори кои се случија во изминатите неколку дена кои одат во вистинска насока, се охрабрување на некој начин за Европската комисија во правец на задржување на препораката за преговори со Европската унија за членство на Македонија. Сублиминалната порака на Поповски беше дека за Хан е добро што се вратила старата влада и сега комесарот одвај чека и Никола Груевски да се врати за премиер за да почнеме преговори за членство. Може би комесарот и на вистина се согласил. Сите добро знаеме дека Хан често им верувал на итроштините смислени во ВМРО-вската палата. Се разбира, Поповски ни со еден збор не ја спомна селективната аболиција, не ја спомна, никога раскажуваше за бриселските средби со неговиот германски колега Штајнмаер и со американката Нуланд. Не спомна исто така дека утре во Брисел на Министерски совет ќе стане збор за македонската криза и дека нема да бидеме споменати во убаво светло. Штајнмаер и Нуланд на Поповски му ја пренесоа веќе добро познатата порака на Берлин и Вашингтон, а тоа е целосна аболиција и непречена работа на специјалното обвинителство. Поповски, кој инаку одлично зборува англиски, очигледно не ја разбрал добро оваа порака, па ни изјави дека сега се е во најдобар ред и дека сега топката е во рацете на опозицијата која бараше избори. Всушност, со овие зборови, Поповски им порача на Штајнмаер и на Нуланд дека тие можат да се изборуваат се што душа им сака, а владата ќе продолжи со тотална окупација на Македонија. Со последните потези, владеачката партија се обидува во Брисел да го спаси најавеното одземање на препораката веќе во јуни. Таа можеби нема да биде повлечена во јуни, но ако не тргнеме по вистинскиот пат, тоа ќе се случи во октомври. Ни министерот, ни владата не се загрижени. До октомври тие ќе смислат нова итроштина.